Африканската чума ги сотре свињарските фарми во Бугарија и лјадници свињи таму извесен период принудно се колат секојдневно во напорите болеста да се искорени. Дали проблемите со производството на свинско во Бугарија кај нас можат да ја дигнат цената на најбараното месо? За сега нема да има покачување на цената, затоа што Македонија со своето производство го задоволува пазарот за свежо свинско месо во Македонија. Нема потреба, нема да има недостиг на месо во Македонија за да се качат цените. Во меѓувреме домашно произведеното свинско месо важи за сигурно и со прифатливи цени. Има добар квалитет некаде и месото сега кога ти потреба убаво месо, пресечите од тоа, порано беше, знаеш, од тоа сака тоа ти сече, не? Тоа е тоа, што да ти кажам, друго. Ја мислам дека добро е, сега за сега добро е, што? Цените малку може да се поскапи, а за квалитетот добро, ја мислам. Цената може да е малку поскапа. Какво месо е сега во летниот период трошите? Кај нас е претежно свинско. Ние не гледаме што е квалитет, него гледаме што е поевтинко. И затоа нашите фарми ке стоат свињарските и свињите и нека се слуша на телевизија дека болеста се појавила у Бугарија и Румунија и ние па се увезуваме месец. Македонска работа, бе. Ефтинко да е, ама ако е лошо. За тука гарантирам дека е свежо и дека е екстра месото. Каде се набавува? Свинското има си, мислам, газдата што си е Пебо, мислам, главната фирма има фарма, свињи располага голем број има и од неа у неделата два пати се коле, два пати се донесува свежо месо. И затоа се задоволни, мислам, муштериите. По тоа ние гледаме место како ни се троши. Сепак, иако мал потенцијален ризик за повисока цена на месото има и тој се однесува на она од увоз. Меѓутоа не знам како ќе биде, како ќе се однесуваат преработвачите и дали цената на замрзнатото месо што го потребуваат продавачите ќе се зголеми. Затоа што цела Европа и цела Кина се претпоставува дека има уништено околу 200 милиона свињи. Тај недостиг на свинско месо може да влие на покачување на цената. Единствен начин за 100% сигурност и за безбедноста на месото и за цените е потполно редуцирање на увозот на ова месо во замрзната варијанта, бидејќи домашно производство во Македонија за наши потреби има доволно и тоа по иста цена. Во моментов во Македонија има околу 196.000 товеници и годишно се произведуваат околу 13.000 тони свинско месо. Во меѓувреме, за да се спречи појавата на болеста африканска чума, се преземаат низа мерки. Дозволен одстрел на дива свиња, дезинфекција на граничните премини, заплена на совомесни производи од патниците, биосигурносни јазли во фармите и најава за уништување со надокнада на сите мали фарми кои не ги исполнуваат условите, а се лоцирани покрај големи свињарски фарми.